Од кога сум во Париз, одлучив да ги срушам сите ѕидови. Единствената конекција со Македонија ми беше преку музиката и вистински некако ја почувствував многу длабоко. Генерално е многу интересно патување. Дунаве бели, Македонската традиционална музика е непресушен извор на инспирација и станува се повеќе атрактивна за меѓународната публика. Ке се навратам уште од средно, кога бев поп звезда, пеев и паралелно Вања Лазарова, ја анализирав, меѓутоа немав доволно храброст да пеам во јавност и затоа некако останав во поп музика, што ми е познато, меѓутоа од ковидот ми се случи еден пресврт во душата. За чудо, фидбекот е неверојатен и сите сакаат да знаат повеќе и за Македонија. Ја сметаат музиката за екзотична и е многу тешка, дури и за џез музичарите кога им покажувам. Имам квинтет во Франција со моите колеги музичари, кој е спој на традиционална музика, меѓутоа малку во ново руво, значи земаме и македонски песни и мои песни што ги имам искомпонирано, ги мешаме со џез, така една така како турлитава. И тоа ме радува што музичарите таму многу сакаат да свират македонска музика и ме викаат да им покажам, да снимиме нешто, да правиме нов проект, албум и така натаму. Благодарение на Анета Џорџ, многу македонски стари песни кои веќе беа заборавени, сега добиваат ново светло и се препеани во ново руво. Тоа е мојата лична мисија, да откривам македонски песни што се ретки и што не ги знае никој, да ги препеам или да ги покажам. Поврзаноста преку македонската музика се чувствувам многу поповрзана со моите предци. Кога сум во Франција, баш ми треба длабоки корења, а тоа е мојата македонштина, да речам. Јас сум стварно горда на која што сум во моментот и тоа така сакам сите да бидат горди и да се сакаме и цениме повеќе. Предходно имав фиоки во главата кај што ова е поп, ова е џез, ова е македонска музика, ова е world music традиционална и од кога сум во Париз одлучив да ги срушам сите ѕидови и да гледам како добра и лоша музика. Сите искуства што ги имав од минатото многу ми помогна да предавам сега и да го пренесувам искуството, бидејќи сум 28 години на сцена. Професионално. За мене да живеам во светов денеска како што е со сите проблеми е тешко и музиката ми е мене терапија. Така да без разлика која музика ја правам, сакам да се чувствувам добро, музиката ми е како лек. Јелеле анте